Што ќе донесе најавената даночна политика, измените во даночните реформи? За ова сакам да анализирам и да дебатирам денеска со универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Се чини дека деновиве министерот за финансии Фатмир Бесими ја бранува јавноста со неговите најави. Професоре, ќе има оденачување на орочените депозити, се најавува оденачување на хонорарите, договорите за вработување, тука е прогресивниот данок, тоа е прашање кое што виси. Кој е вашиот став? Време ли му е или? Вака се. Прво, некои општи вакви констатации прво да почнеме. Да, министерот еве излезе и го кажа тоа, дали интервју или колумна и така натаму, и као од приказките духот излезе од лампата и сега е тука и ние мораме да го бркаме. Од друга страна, како и за секоја работа на луѓето, луѓето живеат во една зона, викаме зона на комфор. И кога некој најавено ќе ми рече ќе ве извадам од таа зона на комфор, следниот круг околу зоната на комфор е зона на страв. Се создава обрачот. Да. И природно сите луѓе сакат од зоната на страв да се вратат назад во зоната на комфор. Немој ништо да ни менуваш, така се навикнавме, добро ние. Но тоа не е добрата работа. Треба од зоната на страв да се иде во следната зона, тоа е зона на учење. И кога работите ќе се овладаат и договорат, тогаш идеме во онаа цел што сме ја постигнале, зоната во која што сакаме да бидеме, што е различно од оваа комфорна што сега имаме. Тие се фазите. Очигледно сме ние од зона на комфор влезени во зона на страв, целото општество, мислам. И природната тенденција на луѓето е да се самозаштитат. Врати ме назад, не ме дирај сега. Не ме чачкај, тука ми беше убаво, така се навикнав. Ама професоре, за каква зона на комфор можеме ние да зборуваме, еве рековте, во едно вакво општество? Точно заради тоа ние сега треба да продолжиме со дебатите што де факто може да се направи или се планира и воопште изводливо со овие реформи, а не да се враќаме назад за да стигнеме до добро решение. Сега, што е работата? Прво, дали е време за правење на реформи? По моје мислење, нема време кое не е за правење на реформи. А време на криза е најубаво време за правење на реформи. Затоа што ако сега не ги направиш реформите, кога ќе ги направиш? Не може да бираме ние времето. Знаете, денешното време заради дигитална технологија, заради многу работи кои што се современо живење, фактички, знаете онаа поговорка, треба да трчаш за да стоиш во место. А ако сакаш да идеш напред, треба да трчаш спринт. И ние викаме, не, чекај сега, нему не трчаш, стој. Чекај, не е време за реформа. Да, ама тоа значи ќе се враќаме назад. Последна енергетска криза, последна здравствена криза, последна... Да, за време на војни се прават реформи. Веднаш после војна се прават реформи. Време за реформи е секогаш. Тоа е мајндсет дека не се прават реформи сега. Нема време за чекање. Затоа што кога ќе пројдат сите овие работи, кризи и така натаму, каде ќе се најдеме? Во ситуација полоша е него што можеше да биде. Значи, нема зашто да мислиме дали е време за реформи. Прашање е за какви реформи, а не дали е време за реформи. Го наметнавте. За какви реформи? Дали му е време за овие реформи? Стрикно? Состојбата со нашиот даночен систем е таква да е време за реформа секогаш. Одамна требаше да биде. Затоа што сегашниот даночен систем е тотално несоодветен на тоа што и треба на државата за да се развива понатаму. Тотално несоодветен. Со време, он е, како што беше замислен, со разни ситни интервенции кои што можеби никој не ги ни забележувал, он е направен, да не го потребам прави збор, ама хаотичен. Франкенштајн систем е. Нит се знае кој што прави, кој каде му текнало дало ослободување даноча, кој каде не. Рамен данок, тој е добар, нема врска, сиромашни плаќаат, богати се богатат. Ужасен е даночниот систем, многу е несоодветен. И е време да почнеме да го реформираме. Одамна беше, така да не го поставиме и се прашањето дали е време. Време е, дај да видиме сега што треба да направиме. Да, што треба да направиме? Државата ќе ги зголеми деноците? Прво не знаеме дали ќе ги зголеми. Од оние што и досега плаќа? Прво она што го рече и министерот. И колку што ја го гледам и од секојаш била идејата за да се зголеми зафаќањето со даноци, прво ќе се зголеми опфатот со постојните даноци на даночната основа. Разни видови на ослободување даночно кои што биле сега. Има за разни даноци, особено кај овој данокот на добивка. Но има и кај ДДВ и кај ДДВ ќе се менува основицата така. Значи, таа треба да се прошири да биде онаа нормална основица, бидејќи тоа е, кажувам, лоби групи, партиски вакви такви, бутнале некој адманче учленче, никој не го видел у некој си август или некој си јануар во некоја си година кога сите сме некаде и системот функционира, а ефектите се многу лоши.
Значи тоа првин да се зголеми даночните приходи значи да се направи основицата нормална. Нормално се решат сите тие дупки, пошто од тука истекуваат како од дупнато сирење. Работи. Второ, многу битно, исто колку прво, и пред било какви стапки да се размислува, даночната евазија да се намали, да не може да се реши 100%, но да се намали. Знаеме дека има категории на граѓани кои што не плаќаат данок систематски. Односно, никогаш не платиле. И не ни знаат може дека треба да се плати данок. Тоа мора да се прекине. И тоа е еден период понатаму кој што многу строго државата мора да си земе тука својата улога, својата задача да се заврши, даночната евазија да намалува што побрзо може. Никакви оправдувања нема за тоа. Никакви. Да, затоа беа коментарите и на социјалните мрежи, нели, во меѓу бизнис фелата, меѓу бизнис заедницата, се вели, оние што и досега плаќаат данок, тие се навикнати и тие ќе го плаќаат и понатаму. Ама што е со оние што не го плаќаат, како што велите вие? Тука нема што да дискутираме, не знам зашто тоа воопшто се дискутира како прашање. Има да се реши даночната, да почне да се решава, не може да се реши 100%, мислам да се разбереме. Меѓутоа да почне да се намалува даночната евазија и тоа е составен дел од било која реформа и од било кое тековно работење на било која даночна администрација и тоа нема што да го дискутираме, нема што да го поставиме како прашање, е задача која влада мора да изврши или пријатно. И тоа не знам зашто уопште го поставуваме како прашање до луѓе. Додека го поставуваме како прашање, луѓе рече, па добро, може би и оправдано. Нема прашање. Има да решаваш сивата економија, даночната евазија и точка. Не може некој да плаќа, друг да не плаќа и тој систем да биде добар. Точка. Нема да дискутираме понатаму. Да претеме на стапки. Што е прогресивниот данок? Прогресивниот данок. Тоа е болно прашање. Не, тоа уопште не е болно прашање, тоа е прашање кој ние го доживуваме како болно прашање. Значи, тоа е многу нормално прашање. Многу вообичаено прашање и во многу земји одамна решено. Во многу земји многу одамна се решени и други основни прашања. Па сега значи ние треба да го решиме, видете што е работата. Ако на светот постои неправеден данок, тој се вика рамен данок. Така. Тој е неправеден. И уште што е најсмешно, барем да користиш за онаа цел за која што некои што го протежираат сакаат да го оправдаат. Бил поволен за развојот. Ние имаме рамен данок скоро 15 години, така? Кој развој го постигнавме? Никој. Што значи, не ние збориме теорија, рамен данок, низок данок е добар за развој. Емпиријата, праксата на Македонија покажува дека тоа не е така. И тука исто така да завршиме со дискусија. Рамен данок е феудален данок, е создаден за феудално уредување на општествата, пред многу векови, турското време кај нас, тогаш бил соодветен, и денес е несоодветен за било која држава, која што сака да изгради општествено уредување и економски систем, и социјален систем, и се демократски политички систем, кој што сака да биде современ. Тој даночен систем на рамен данок е несоодветен. Тој е феудален. И е добар само за општества или поединци во тие општества кои што се сака да живеат во феудално време, бидејќи они се сметаат себе дека се кнезови, лордови, кметови и така натаму. А со модерно име ги викаат олигарси. Так. Но за сите други тој данок е неправеден. И тука нема што да дискутира. И не е соодветен бидејќи не носи во развој. Таа теза дека носи во развој, самите ние ја срушивме бидејќи 15 години ништо тоа не видовме убаво во поглед на развој. Затоа дај да дискутираме каков прогресивен данок, како се да влеземе во деталите. Тука недоволното дебатирање и недоволното информирање при дебатирањето ги прави луѓето да се плашат, оние што треба да го поддржат, први се плашат од тој данок. Прогресивни, зашто мисли дека нив ќе ги фати. Не е точно. Не е точно дека ќе ги фати ние. Тие што најмногу зборат не. Ја ги гледав реакциите сега на прво немам уште ни кажано стапки ни изглед како би бил тој прогресивен, луѓе викаат ја ќе го селам бизнисот. Кај ќе го селиш бизнисот? Да, тоа е опасност. А што се плашиш од некои вештерки? Каков бизнис ќе селиш кога уште не знаеш колку и како ќе бидат стапките на прогресијата? Па барем дознај ги. Се зборува дека политичарите не сакаат да се замерат со тие јаки, силни политичарите во секој случај не сакаат да се замерат, меѓутоа од друга страна па мора да ги работат своите работи. Не може да бидеш политичар и сите те сакаат. Некои ќе те сакаат, некои не, и тоа е дефиниција на политика. Сите нема да те сакаат. Ама се чини дека токму баш тоа што го спомнавте, токму тие што треба да бидат подвргнати под тој прогресивен данок, деновиве се најжестоки критичари, како најмногу да се Тие што најмногу ќе бидат погодени ако некогаш и се воведе оваа држава прогресивен данок, они си ќутат и баш им ги остават сите други да зборат и да им ја вршат праљавата работа да не се воведе тој систем.
Ја не видов некој тие што се стварно најбогати да рече не треба тој данок. Они си молчат, зборат луѓе кои што нема да бидат фатени, бизниси кои што нема да бидат зафатени. Со ништо особено. Да, ќе се зголеми даночната основица, па ќе се зголеми даночната основица ако имаш некои ослободувања што се нелогични и што не треба да постојат бидејќи во ниеден нормален систем ги нема. Меѓутоа да те фати прогресија нема, освен ако не си стварно многу успешен и богат бизнис. А ако си, па што е проблемот да го платиш данокот? Што е проблемот да го платиш данокот? Па ќе останеш најбогатиот бизнис и најбогатиот поединец и газда на тој бизнис. Но малце повеќе ќе придонеш во општеството и тоа е фер. И тоа е фер. Бидејќи тој што кој има повеќе, тој и го користи јавниот систем повеќе. Тој систем што се финансира од јавните расходи, што се генерират од даночните приходи. И тоа е многу нормално. Тоа е така секаде. И знаете што, многу ми е смешно да вика ја ќе оселам својот бизнис. Кај ќе оселиш бе, па таму кај што седиш веќе има прогресија. Освен во некои соседни земји кои што се потполно исто како да си останеш во Македонија. Може и полошо да биде. Косово не е подобро од Македонија. Ако некој мисли дека е подобро Косово да го пресели бизнис, па оди. Каде и да идеш во подобра средина да го пресели бизнис? Таму веќе има прогресивен данок. Значи ќе бегаш таму, кај што не ќе ние да дојдеме. Нели е малку иронично? Да. Колку со овие даночни измени може да се помогне во полнењето на буџетот? Беше спомната една бројка од 54 милиони евра, па имаше тука коментари дека таа бројка, например, сега ни доаѓа како бумеранг врз основа на оние 2 годишни задолжувања кои што ги имавме, бидејќи буџетот ни е празен. Како вие тоа го коментирате? Прво, кој ќе се кажат некои бројки, тие што ги кажуваат врз основа на некои си предпоставки и некои си предвидувања, сценарија направени врз основа на тие предпоставки и тие бројки треба да се земат со толку голема резерва што подобро да не се кажуваат. Да, министар мора да каже некоја си проценета бројка, мора да го каже. Ама тоа не значи дека толку пари стварно ќе бидат собрани. Може бидат помалку, може бидат повеќе, тоа е некоја си бројка чисто врз основа на некои си предпоставки, па врз основа на тие предпоставки направени предвидувања. На тоа опште бројката да не ја дискутираме и дали е она врзана со претходни или со идни намери. Суштината на реформата е да го направиме даночниот систем соодветен за идниот развој на оваа наша економија. Таков каков што е, не е соодветен. Значи да го направиме. Прво да се прошират, не да се прошири основицата, да се исчисти од непотребни ослободувања, кои што се внесени заради лични лобирања на некои си мали лоби групи или дури и поединци. Тоа не може. За иста даночна основица, за исто остварен приход, сите ќе плаќат на иста основица, даночна основица. Да се намали сивата економија, тоа значи автоматски поголем приход. Мислите дека со ова ќе се намали сивата економија? Делумно и другото е со подобро даночно администрирање. Значи се знае управата за јавни приходи или кој е опште финансова полиција и така натаму, кога ќе се увиди негде има даночна евазија, контроли постојани, казни многу големи. Многу големи казни. Да не се исплати криминалот, бидејќи даночна евазија е кривично дело. И ако не го казнеш, него му се исплати. Не, ќе те казам толку да сам речеш не се исплати ова да затајувам данок, ќе си го плата. Тогаш доаѓа убавиот ефект кој што не е изразен во пари. Во тоа што граѓаните ќе очекуваат после од политичарите. Извини, пријатели, плаќаме даноци, ферски, нормални даноци плаќаме. Очекуваме резултати. Очекуваме резултати и почнува да функционира, реков. Подобро и политичкиот систем демократски. Зашто основата на целиот систем е даночен систем. На целиот општествен систем, основата му е даночен систем. Ако не функционира тој, не функционираат сите други системи. Тогаш ги имате тие искривени и политички влијанија, и лоби групи, и корупција, и непотизми, и организирани, и неорганизирани криминал, и све така натаму. Добро функционирачки систем даночен. Тоа целото го ослободи, бидејќи граѓаните кажат, чекај бе, ти платив. Сега дај ми ја услугата што ти ја барам. Не ми ја даш. Друг ќе дојде, трет ќе дојде, четврт ќе дојде на власт. Не стариот да ми се врати, друг ќе дојде. И додека не дојдеме, да појдеме напред. Само така функционира современо општество. А чекање добро ни е вака, сега немој не е време, каде мене ме најде, не... Останавме таму кај што ми идеме назад. Многу го звучи ова и дава една розева слика. Не е розева, реална е. Ама се чини дека практичното е многу различно од она што постои во моментот во држава. Добро, сега нормално е да беше све... И токму тука мислам дека е нарушена довербата и кај граѓаните, Јасно ми е мене дека кај граѓаните довербата во институциите и кај бизнисите довербата во институциите е минимална. Но добар даночен систем, добра даночна реформа ќе ја врати довербата во системот многу.
добро администриран даночен систем и солидно водење на судството, имате добри институции. И довербата ќе се зголеми, потоа може да се надградува. Тоа е суштината. Значи, добар даночен систем и добро спроведен. Ако ја плаќам данок на таа основица, редовно има секој да го плаќа. И точка. Не може, ние овде не плаќаме, не може не плаќате. Не може не плаќате. Има да плаќате, точка. Сите. Тоа е суштината на даночен систем. Имате некаква проекција во каква кондиција ни е буџетот со оглед на тоа? Буџетот немам точна проекција, меѓутоа не може да биде во добра кондиција бидејќи веќе сме трета година во криза. Он не се полни толку колку се празни и не може да биде во добра кондиција, ма не само нашиот буџет, на ни една држава буџетот сега не е во добра кондиција. Или има некои исклучоци во свет кои што не се меродавни. Така што ако некој ме убедува дека е во добра кондиција, со себе баш ќе го гледам чудно. Не може, трета година криза. И во криза кој буџет е добар? И во криза буџетот се полни од даноци. Во криза буџетот се полни од даноци, се полни и од други некои давачки, меѓутоа се празни многу повеќе. И затоа треба да се наполни малце повеќе. Има поединци во оваа криза направија многу добри пари. Ама многу добри пари. Баснословни добри пари направија. Во истава криза која што викаме криза е криза, леле, добра преживеа. Некој вика нека остане уште 10 години. Ама кај нас е криза веќе 15 години. Не, збориме за овие акутни кризи. Тоа дека цело време криза, односно ние не живееме воопшто како сакаме, тоа е факт. Ама, мислам, ноторен факт. Ама ова акутнава криза, некои многу добро се збогатија. Поединци. Ај сега нема да навлегуваме кој са што се. Не функционира системот, они се го искористиле целото тоа. Но ако го исправиме и почнеме да го исправаме, малце повеќе ќе се сменат работите. И тоа е идејата на таа реформа. И даночна и секако. Даночна реформа е во Македонија. Ја не може да го прифатам аргументот дали е време сега. А кога е време? Кога е време? После оваа криза вие ќе има нова криза. После дека има нова криза, сега кризите ќе станат нормална ситуација. Нема да најдеме ние време, супер е сега ќе му правам реформа, ама немој. Не, има да преш реформи какво и да е окружението. Затоа што така ја јакнеш отпорноста на економијата. За идната криза да дочека поспремно нашето општество. Тоа е суштината на реформите. Не да бегаме од реформите, него сега е време за реформи. Фино да се издефинираат, фино да се издебатираат, а ако има и стравови, и напаѓање, све е тоа нормално да пројде. И на крај да дојдеме до решение кое што е не идеално, ништо не идеално, меѓутоа е прифатливо за сите и да почнеме да го спроведуваме. И понатаму да продолжиме и со други реформи, но да го спроведуваме. Така што тоа сосема нормално за мене. Мене уопште не ме изненадува, мислам дека е многу добро што влада го почна и го почна на време. Не го почна во октомври, ноември, да рече од нова година. Го почна 6 месеци порано. 5,5-6, тоа е тоа. Сега. Да, ама имаше едно време, времето на Груевски, кога исто така дел од овие работи беа најавувани и беа дочекани на нож. Ја мислам дека не може да се прави споредба со реформите кои што беа во времето на Груевски. Прво во времето на Груевски беше воведен рамен данок и никој не збореше дека ќе го промени. Она што го воведе тогаш, што сакаше да го воведе, Груевски беше за оданачување на хонорарците. Да. Колку што јас знам, а не ве нека ми исправи ако грешам некој министер или министерство или било кој. Ја мислам дека станува збор за оданачување на хонорарци на оние кои што живеат цело време како хонорарци, кои што немаат стално вработување, туку цело време се со договор на дело. Тоа е фактички повторно изигрување на некој си закон. Не може да бидеш целиот работен живот во истата фирма само со договор на дело. А користиш од социјалниот систем, и здравствен и утрепензиски. Не може. Преди во нормално вработување. Оне кој што еднаш плаќа придониси затоа што е вработен, има нормална работа и плаќа, добива плата со придониси. Ако за некоја друга активност има договор на дело, на тие нема да се земат придониси на тие договори. Ама имате некои што се буквално вработени постојано на договор на дело кој што обновува на година на две. И ние ништо не плаќам, само персоналец. Никакви придониси. Добро, ако ќе идеш на здравствен систем? Зашто гледате сега во каква ситуација се. Оние што имаат редовно вработување и се плаќат придониси за нив. Ако им дадете, и плюс тоа имате хонорари. Дополнителна дейност. Не мора да е во истата фирма, во друга нека биде. Ако и на нив им дадете да плаќат и на хонорарите придониси, тоа што ќе плаќат два пати придониси.
А може ни еднаш да не го користи системот. Затоа не кај тие, ако плаќа еднаш, колку и да има договори за дело, бидејќи за него се платени придонесите со платата. Ама кога оној кој што постојано има договори за дело, а не плаќа, и за никој не плаќа придонеси, а сака да го користи и здравствениот систем и сите други системи, тогаш мора да плати придонеси. И он. И фактички доаѓаме до тоа да немој да работиш по договорно дело, вработи се трајно таму кај што си, не со договорно, него нормално полно вработување и ќе се плаќат придонеси, истото ќе се случи. Разбирате, системот има и лице и опачина. Има некаков баланс. Што е со одначувањето на каматите на штедните влогови? Исто и тоа покренува... Значи, истата дилема што имаме... Така, дека ќе се повлечат парите од банките ќе се испразнат, луѓето веќе онака инвестираат во недвижнини, има несигурност во банкарскиот систем со оглед на кризата во која што се наоѓаме, нели сите си поставуваат разни прашања. Така е. Прашањето за тоа ослободување на приходите од камати на орочени и неорочените не се голема камата, на орочените штедни депозити е прашање во оваа држава веќе 20 или 30 години да се ослободува. И од сега се ослободувало секогаш. Заради истиот одговор луѓето ќе ги повлечат парите. Кај ќе ги носат? Под перница. Најнеисплатливо. Најнеисплатливо што може биде. Ама апсолутно најнеисплатливо. Подобро да речеме, чекај, ако не ги оданочува, ако стварно мислиме дека ќе ги извлечеме парите. Или со колку ќе ги оданочиш? Која стапка ќе ги оданочиш? Или такви некои прашања. А парите ги извлечам не е решение. Апсолутно не е решение. Никому нема да му направи добро ни на тој што ги извлекол парите, ни на тој од каде ги извлекол парите. Никому. Така што дајте немојте веднаш што ние ќе пегам, ќе ги извлечам. Чекај бе полека, дај да дискутираме што е проблемот. Во што е проблемот? Да, ниски се каматни стапки, точно ниски се каматни стапки. Ако се ниски каматни стапки, значи дека и данокот што ќе се земе од тие каматни стапки ќе биде минимален. Нема значи многу дека ќе се земе. А како ќе растат каматни стапки, ќе расте тоа? Да, ако е каматна стапка ниска, значи и данок ќе платиш мало. Ништо повеќе. Сега зашо го плаќам данокот? Тоа е второто прашање. Зашо да го плаќам данокот? Дали е тој приход од камати, приход како и било кој друг приход од капитал? И е. Така, уште и најнеризичен е. Зашто од акции и дивидендите може камати? Така, тој исто пари не ги вложив у банка како штеден, него и купив акции и ми носе дивиденда. А таму може да плаќам данок на нив. Или као издавање стан под кирија. Тоа е капитал исто, не стои у финансиска форма ликвидна, туку е вложен во недвижност и го издавам станот и примам приход и за тоа може да плаќам данок. Али ако е камата од штеден влог орочен, најнеризичниот вид на штедење пари. Така? Тој да се ослободи. Зашто? Ако некој ми каже аргумент зашто, окей. Ама ниски се каматни стапки. Точно не ниски се, што значи дека и даноците што ќе се плаќат да ќе бидат мали. Ништо повеќе. Ако малку примаме као камата, малку и ќе плаќаме данок. 10% на малку е малку, не е многу. 10% на многу е многу. Професоре, дали сме на рап на сиромаштија во државата? Кој дали? Ние, граѓаните. Не може да кажете така. Има граѓани што се под работна сиромаштија. Има граѓани што се на работна сиромаштија и има многу малкумина кои што е многу далеко од работна сиромаштија. Така што зависи за колку зборуваме. Но има во оваа држава многу се уште сиромаштија. И овој даночен систем што го имаме придонесува да не се решава таа ситуација. Уште повеќе придонесува да се продлабочува таа ситуација. Бидејќи да беше он социјално праведен, во овие 15 години кои имаме рамен данок, требаше да се намали сиромаштијата да нема. Бидејќи идејата на раменот данок е она ќе поттикне развој на бизнисите, они ќе се развијат, ќе ги вработат сите граѓани и ќе им платат добри плати и ние ќе бидеме најбогатата држава во свет. Ќе цвета. Дали се деси така? Дали се случи тоа? Не. Туку сиромаштијата се продлабочува. И ние и податам утврдиме дека тој даночен систем е добар. Не е добар. Поинаков даночен систем може да ја подобри ситуацијата. Значи, вие го оправдувате чекорот, најавата на Бесим. Според вас најавата за воведување, започнување на реформи во даночен систем секогаш ја оправдува. За тоа какви финеси и детали и решенија ќе бидат понудени, сум спремен да дискутирам до крај. Негде ќе се согласам, негде нема да се согласам. Негде полу ќе се согласам и така натаму. Тоа треба да ги видиме сега деталите. А за идејата дека треба реформа, тоа нема збор. Нема збор. Ја бев многу против кога прошли пат се воведе тој прогресивен данок, па се врати назад работата. Никако. Значи да се оди ама не може бе луѓе, каде идеме се кајки?
Треба да трчаш за да стоиш во место. А ние сакаме не да трчаме, не да одиме некаде, сакаме да стоиме во место и да со тоа да напредуваме. Нема напредок така. Нема. Докажавме 30 години дека вака не се напредува. И се сакаме и понатаму да не напредуваме. Мора да се менува нешто. Дајте да дискутираме што и како. И не со вештерки и стравови и закани, ке бегам, ке извам, полека. Чекате да видиме што е проблемот, каде е проблемот, кој е дебата, а не... Ама ние не сме навикнати на добра дебата. Све се некои... Не знам. Очекувате сега добра дебата, бидејќи беше најавено дека да, очекувам или посакувам, не знам што е. Овие измени ќе бидат представени пред целата каде што треба да бидат представени и ќе се очекува една таква дебата. Еве се од септември ќе се вратиме од одмори да ве повика за совет? Не, за советот секој време, меѓутоа не е само повикување на совет, него опште вака во општеството дебата да има. Добра дебата да има, за да можеме таму негде до есен, пред кога би требало да се донесат законите за да почнат од наредна година спроведува, да имаме стварно добри издржани предлози. Што не е стварно прифатливо или во моментот изводливо, окей, ќе го одложиме пак, ама тоа што е прифатливо, изводливо и дајте да не чекаме и да не бараме изговори. А тоа дека цената на електричната енергија оваа зима ќе биде висока, не е изговор за неправење даночни реформи. Не е. Не е, бидејќи таа цена е трошок. Ако е трошок, значи приходот ќе биде помал, значи ќе плаќаш помал данок. Што е битно, каков е данокот ако ти е скупа струјата. Нема да заштедиш на тоа. Нема да заштедиш на тоа, бидејќи прво ќе платиш струја, после ќе платиш данок. Ако е повисока цената на струјата, помалку данок ќе платиш. И што е тука, мислам, зашто ги мешаме тезите? Да, дека електрична енергија е тежок проблем и ќе биде зима тежок проблем, тоа сите го знаеме. И да, дека треба и за тоа прашање се дискутира и владата да наоѓа предлози и решенија, треба, но тоа не значи да него едновремено реформира даночниот систем, зашто да не? Ако се лесам од корона, не знам дека во меѓувреме не треба да се лесам и од нешто друго, ако го имам. Не исплашија дека ни доаѓа тешка зима и тоа е дефиниција која што не е наша и не е само кај нас, туку е значи обопштена и кај нас и во светството и еве и во Европа и во светот. Да. Очекувате вие енормно високи шокови кај цените? Кога веќе спомнавте, еве сега пред малку баш читав дека имаме најскап леп на Балканот. Не е точно? Не знам дали е точно, ама дека баш имаме ние најскап леп на Балканот е, мислам, но точна информација е. Видете што е работата. Цените ќе бидат високи на електрична енергија и не само зимава. Не само зимава. Од сега натаму ќе бидат високи. Од сега натаму нема веќе ефтина струја. Нема. Никаде во свет, во Европа па најмалку. Што значи тоа? Супер. Бидејќи ќе биде, не супер, не, али во главата ми е јасно. Ако е нешто од сега скапо, да видам колку помалку од тоа да трошам. И тоа што го трошам, колку поефикасно да го трошам. И готово. Проблемот сум почнал да го решавам. Така, како да предам на помал потрошок на електрична енергија? Зашто ја трошам? За ова и ова. Како да го намалам ова? Како ова? Не можам одмаќе, ќе најдам решението, малце покасно, утре, до година, до година. Ама тој ми е правецот. И тоа е тоа. Значи, да се навикнеме на нова реалност. Нема ефтино веќе електрична енергија. Нема. И енергенси воопшто ќе нема ефтини. Во догледен иден период. Не оваа зима. И наредна зима, и понаредна зима, и понаредна зима. И да пројде оваа војна. Русија, Украина. И да се средат ситуациите. Нема да се вратат цените на енергијата, на ниеден енергенци, таму кај што биле претходно. Особено не овие во времето на пандемија што ги имавме, бидејќи таа обратна криза беше довато, неактивност имаше и заради ниска поврзка паднаа цени и на бензини и на чуда прагови многу ниско. Тоа нема веќе да се повтори. Сега во такви услови знам што ми се фиксовите, гледам како се прилагам со варијаблите на нифи. Равенка со две непознати второ деление. Дали политиката ја засени економијата кај нас? Дефинитивно не само сега, од секогаш. Од секогаш. Од 45. Чаре? Развој на свеста за демократија. Вие бевте дури и подпредседател на СДСМ, па се повлековте. Да. Веќе кога сме во тие констелации. Да. Верувате ли на луѓето кои што ја водат државата? Верувате ли еве поточно на луѓето кои што ние водат економијата? Бидејќи деновиве пак ќе речам, имаше разни прозивки, па дури и на етничка основа, на основа на вработувањата од ДУИ во предпријатијата дека имаме паразити и така натаму. Се согласувате со тоа? Не се согласувам со тоа, тоа
Не е прашање дали согласуваш или не. Ако е некој го открил, го открил. И ако го има, го има. Кога видиме како да го решиме. Знаете што е работата? Ја од секогаш сум мислел за еден систем да биде функционален, тој не смее да се потпира на случајноста дали ќе имаме среќа да избереме луѓе добри или лоши. Или не. Се додека системот се потпира на случајност, дали ние случајно ќе го погодиме политичарот, тој систем ќе има грешна политика. Бидејќи ќе го погодува лошиот политичар. Треба да изградиме систем кој што функционира сам по себе, кој што ги елиминира грешките и можностите за грешки и самоволие на политичарите и потоа не треба да се плашиме кој е политичар. Системот ќе го реши него. Системот ќе го дисциплинира. Треба да изградиме систем, а не да чекаме дали ќе дојде некој многу добар, паметен и благонаклонен наш политичар, премиер или не знам што, и кој што ќе ги решава работите зашто сака да прегори заради нас. Никде во светот го нема тоа. Дајте да изградиме систем политички, економски, социјален, енергетски, здравствен, безбедносен, како се сакате, и тогаш системот ќе ги врши работите. Селекцијата, именувањето на кадрите ќе го прави системот, а не ние. Мислам, ние сме дел од системот, но тоа како целина ќе ни го направи системот. А ако чекаме дали е добар или не е добар, до тогаш имаме ситуација која да ќе имаме вечето недобар човек, кој да е. Во случајот, Бесими е добар? Добар. Многу подобар од многу други претходно. Многу искрено. Така. Ама не е прашањето дали е Бесими добар. Не е прашањето дали случајно е Бесими добар. Туку прашањето дали ние имаме систем да тој што раководи со финансите го бираме да биде, ќе биде избран да биде добар. Дали што ние очекуваме од политичарите? Како ние бараме од нив одговорност и како се они должни да ни се отчетат нас? Зашто едновремено дека ние збориме, луѓето зборат. Има непотизам при вработување, има корупција она. И сите што зборат први прават непотизам. Местење на тендери и така. А не, они не вработиле деца преку врски. Или некои такви тендери не добија. Ама ваму збориме. Нема што да збориме, системот ќе функционира. Непотизам има надвор, казна. Непотизам има надвор, казна. А нема што да збориш, бе, системот го решава. И готово. Тоа е добра ситуација. И да решиме таа. Само зборење е за да си испереме совеста. За да си испереме совеста е тоа. Ништо повеќе. Верувате во подобро утре? Верувате Па во... се ако не верувам, што да правам? Принципи? Мора да верувам. Мора да верувам. Не е проблемот дали верувам или не, проблемот е ние со која брзина ќе стигнеме до таму. Ја само се надевам дека тоа ќе се забрза, ама ајде да видиме. Ајде да видиме дали ќе се забрза. Како ви личи, еве ова за крај, малку политика, ова ситуацијата со Бугарија, спорот, францускиот предлог, одиме, не одиме, прифаќаме, не прифаќаме, идентитет, јазик. Видите, ја тоа со прашање неќев и се уште неќев и тогаш неќев многу да се замарам. И мене лично ми е јасен мојот идентитет. Мене ми е совршено јасно што сум ја. И тоа и кој јазик го зборувам. Тоа не може да го смени никој. Никој, ни бугарин, ни свети бугарин, ни свети французи, никој не може да го смени. Може да го сменам ја ако сакам. Бидејќи не сакам, никој не може да го смени. Така да, што некој ќе каже, ама ич не ми е гај. Ама ич не ми е гај, збориме, а тебе те интересира што ја мислам за тебе? Не, при мене не ме интересира што мислиш ти за мене. Ич. Македонците се македонци ќе останат македонци. Сега да бидат сменети нема шанси. Никој. Ја мислам дека никој не се ни занесу. Дека ние зборуваме македонски јазик, зборуваме македонски јазик, точка. Точка. Тоа е тоа, никој не може да го смени. Во Бугарија си прават политички кариери на тоа прашање. Океј, правите си политичка кариера, али зашто треба јас да се злопадам заради вашите политички кариери? Бе, правите вие кариера, ја ќе си правам моја работа. И готово. И тоа е тоа. Не знам зар, а и кај нас има луѓе што сакаат да направат политичка кариера на тоа. Океј, правите си ја кариерата. Правите си, ја не ви ја љубоморам. Ама оставете ме ја да живеам. Не ме замарајте. Јас си терам моја работа, бидејќи сум тоа што сум и тоа што сакам да бидам и точка, никој не може да го смени тоа. Нема, никој не ни мисли да го смени, да се разберем. Ние мислиме дека бугарите стварно сакаат да... Нема врска. Дајте да гледаме како да идеме уидниме. Да видиме што е подобро за нас. Ама како ќе одиме кога не сопнуваат? Кој не сопнува? Па, нашиот сосед. Па сега нема лесен пат, ќе наоѓаме чариња. Ќе се излекуваме, ќе правиме вака, така, онака, меѓутоа да идеме напред. Знаете што е, членка на Европска унија се станува, знаете кога? Кога на сите ќе биде преку глава. Ма каква Европска унија? Кој што ни требаше? Тогаш ќе станеш членка. И тоа било кај сите досегашни членувања. Претходници. Така да ни воопште се додека колку опаѓа довербата и ентузијазмот тоа Европска унија, значи се поблиску. Благодарам.
Ми беше чест што бевте наш гостин во ова интервју денеска. Благодарам за поканата. Во некоја наша наредна прилика за други отворени прашања, беше ова универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Вам, почитувани, ви благодарам на довербата.